Главната причина за одложувањето на денешното судење на првата група за насилството од 27 април во Собранието на Република Македонија е тоа што на судењето не се појавил прво обвинетиот, еден од 9 мина обвинет за учество во толпа. Во судницата се појавиле другите 8 обвинети и дел од 20 пријавени како оштетени лица. Застапникот на оштетените Филип Медарски побара наредното судење да се одржи во големата сала на Врховниот суд, бидејќи судницата број 3 со едва и 20 на квадрати во која се одвиваше денешното судење била премала да ги собере сите заинтересирани. Додека траеше рочиштето, надвор се собраа поддржувачи со транспаренти на кои беа испишани пораките: "Верува во се, но не и дека моите ќе ми судат за Македонија" и "Слобода за патриотите". За насилствата во Собранието се осомничени 30 на лица, од кои на поголемиот дел им се изречени мерки за предпазливост, на дел куќен притвор, а двајца, односно татко и син, се во притвор за обид за убиство на пратеникот Зијадин Села. Досега во основното јавно обвинителство искази за случувањата во Собранието дадоа повеќе на пратеници, меѓу кои лидерот на СДСМ и нов мандатар Зоран Заев и подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска, а вчера исказ даде и председателот на парламентот Талат Џафери. Председателот Ѓорѓе Иванов вчера во интервју за ТВ Нова го повика Собранието да ги амнестира обвинетите за случувањата во парламентарниот дом за тоа што биле заведени од толпата и од емоциите и рече дека тоа еднаш веќе било направено во 2001 година.